6 дена молка од владата колку ќе чини овогодинешното прославување на едни од најголемите државни празници во Македонија. 2 август Иленден и 8 септември, ден на независноста на државата. Додека власта крие за овие празници колку ќе потрошат, јавно е достапна информацијата дека за одбележување на Охридскиот рамковен договор, владата обезбеди половина милион евра за активности и одбележување на истиот. Прославите за 2 август и 8 септември траат речиси секогаш по еден ден, а славењето на подпишувањето на рамковниот договор оваа година ќе трае повеќе од 15 дена. Првиот вице-премиер Груби кажа дека не знаел точно дали ќе биде потрошена сумата од неверојатни 500.000 евра, но рече дека поважно било што донел рамковниот договор за државата, отколку колку ќе чини славењето на 20 годишнината од истиот. Не знам се уште колку ќе ја чини државата на крај, затоа што ќе видиме откако ќе ги завршиме сите настани. Буџетот, знаете, веќе е објавен тендерот и е добиен, значи, од страна на компаниите кои што ги организираат сите овие настани, но верувам дека ќе чини многу помалку од тоа што доби Република Северна Македонија, а тоа е доби мир, доби стабилност, доби членство во НАТО, доби еднаквост на сите граѓани во нашата држава. Инаку, ако се погледнат одбележувањата на 8 септември минативе барем 2 години, истите беа многу поскромни. Лани може како оправдување да биде пандемијата, но какво е оправдувањето за пред 2 години, кога наместо на преполн поштат, како што се случувало низ годините наназад, прославата беше во многу помал простор, пред школка во Скопскиот градски парк. Состојбата иста е и со 2 август. Исто лани, поради пандемијата, прославата во Крушево на Мечкинкамен беше скромна, но зошто пак беше таква и во 2019 година? Нималку слично, како претходните години, кога прославата била многу поеуфорична. Се борат за своите правдини. Одново сега знаме до себе. Досега, она што е познато за 8 септември е како ќе биде логото на прославата за истиот ден, а истото предизвика бурена реакција во јавноста, поради тоа што граѓаните кажаа дека било сгрешено македонското знаме.